Добро вечер, господине Божиновски. Ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер, благодарам за поканата. Ја видовме предлог резолуцијата на СДСМ со црвените линии, конечно, најавувана веќе еден месец. Еве од ваш експертски аналитички агол да прашам, има ли нешто ново во неа, поразлично од претходните ставови и на СДСМ, па и на сите партии? Па нема ја, тоа се обидував да најдам нешто што на некој начин би дало нов поттик можеби за создавање на еден кохезивен став помеѓу сите политички актери, да не ни се повторува, да не ни се случува она што беше пред колку веќе 3 години, ако не се лажам, кога Ковачевски се обиде унилатерално да прифати тоа што сите останати беа против. Ја барем не можев да видам нешто што би било као новина или као подадена рака со цел нели да има некаков материјал, некаква подлога, некакви темели за создавање на еден унифициран став од страна на сите релевантни политички фактори. Интересно е што Филипче практично ги наброја сите претходни документи во кои се содржани овие црвени линии, да ги наречам, поврзани со македонскиот идентитет, но тоа што недостасува или што исчезна од предлогот, од претходната негова најава, е ставот за напуштање на преговорите во случај на ново вето или доведување во прашање на процесот на преговори со идентитетски прашања. Тој го замени со известување на институциите на ЕУ. Што мислите за една ваква, сега веќе блага формулација како закана? Тоа предпоставувам, они очекуваат дека ќе има вето, како што велиме сите. Знаете како, доколку Македонија продолжи да прифаќа све што и се сервира, буквално нема да имаме крај. Тоа беше најголемиот проблем, зашто сите, значи, повеќето луѓе, поголемиот дел на експертската јавност исто така нема проблем со внесување, не знам, на бугари и уште неколку етнички групи во уставот. Имаме проблем со што потоа, затоа што премногу пати Македонија се изгоре. Целата претходна гарнитура на СДСМ, меѓу која што беше и Филипче, сегашниот лидер, под раководството на Зоран Заев и потоа на Ковачевски, секогаш одеа на варијантата на помал отпор, односно прифаќаа буквално се што им се нудеше. И тоа не донесе до никаде, буквално. Зашто смета дека сега продолжување на таквата политика ќе даде некој резултат или ќе даде некаков помак? Напротив, ова сега вие што го велите, всушност ја потврдува на наша предпоставка, кога велам наша, па ќе кажем на поголемиот дел од луѓето кои што на некој начин ги пратат овие случувања и све она што е поврзано со македонско-бугарскиот спор, едноставно потврдува дека веднаш штом ќе се исполни и ова барање, нас не чека нешто ново. Проблемот е што тоа ни самите бугари, односно представници на Бугарија, не го кријат. Така да, многу е погрешно ако ние повторно се вратиме на нека матрица каде што од страна на СДСМ ќе се тврди дека само уште прифаќањето на бугарите во уставот и готово ние сме веќе членка на ЕУ. Не е точно. Во целиот текст чинам најголем проблем и немањето предлог или механизам за повлекување на уставните измени во случај на бугарско вето, што значи што и да се случи, бугарите остануваат во преамбулата на уставот со сите стекнати права. Сега Филипче вели, никој нема проблем со вметнување на бугарите во уставот, а и да се случи тоа, ќе се направила дистинкција помеѓу тоа дека се работи за два различни народа. Каде е тогаш црвената линија? Каде е заштитниот механизам за кој што зборуваше во овие црвени линии? Па затоа и ви велам, значи повлечено е секаква можност за некакво, не знам, напуштање на преговори, повлечено е секаква можност за создавање на механизам со кој со кој би се повлекло тоа прифаќање на бугарите во уставот. Едноставно, ние ќе прифатиме све на добра волја. Па ако има вето, а најверојатно ќе има вето, никому ништо, ќе продолжиме понатаму. Како што беше единствениот предлог досега одложено дејство на уставни измени, кој што некако гарантираше дека до крај на процесот? Да.
нема да има веќе. Тоа е веќе нешто друго. Значи тоа е веќе нешто со кое затоа ви велам дека никој всушност не е против прифаќање на бугарското малцинство во уставот. Затоа што и така веќе имаме. Повеќе етникуми ќе се додадат покрај тоа, не знам, и хрватски, црногорски, еврејски, така натаму. Не е тоа проблем. Така. Тоа може би богатство на македонскиот устав, да кажа, и на Македонија како држава. Но проблем е што тоа е само следната препрека. Значи, ја поменувам и оваа препрека, односно прифаќаме, нели, бидејќи за македонски услови очигледно поменување на препреката, прифаќање све што ќе не се сервира, за да дојдеме до следната кривина или до следната препрека како сакат и потоа да имаме некои нови условувања. Se вратиме назад. Со договорот за добро соседство ние всушност нели требаше да спречиме каква било понатамошна реакција на Бугарија, ако не подршка, барем не мешање во целиот процес. Ние доживеавме бугарите флагрантно да го прекршат тој договор и да кажете добро ние да така беше, но еве сега ние решивме дека ќе бараме уште. Да. Сега интересно е што во самата предлог резолуција има и рок за уставни измени, 15 декември прва фаза, 10 февруари нивно завршување, предвидена е дури и обврска за ЕУ за отворање на првиот кластер 15 февруари, нешто што по автоматизам следи во случај на вметнување на бугарите во уставот, нели промена на уставот. Како мислите дека ќе реагира мнозинството, па и делот од опозицијата на овој пакет што го нуди Филипчи, иако вели дека е отворен за предлози промени? Никако. Јас кога би бил јас некој политички чинител, ја воопшто не би го ни разгледал овој документ, затоа што пак ќе кажам нема ништо ново. Тоа што го говореше Ковачевски пред 3 години е во овој документ. Навистина не, еве може грешиме. Нека излезе некој представник на Социјалдемократскиот сојуз или нека излезе Филипчи и нека ни објасни на сите што е ова поразлично од она што го бараше Ковачевски кога потпиша пред 3 години, нели, дека ние све ќе прифатиме бланко. Сега на една страна ако го ставиме тоа, на друга страна изјавата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта среде Софија, кој рече дека Македонија треба да добие гаранции, дека освен тоа што е договорено во преговарачката рамка, повеќе нема да има блокади на евроинтегративниот пат, дека процесот ќе има предвидливост. Какви гаранции од кого може да дојдат? Ќе видиме, значи прво да ги видиме предлозите, па потоа ќе коментираме. Не благодарна ако сега ние даваме некакви предлози или што би било кога било, да видиме што ќе биде на маса. Јас затоа велам, сите во Македонија, и експертската јавност, и општата јавност, и политичките партии од власт и од опозиција сакаат да ја видат Македонија како дел од Европската унија. Но никој од нас не е или барем повеќето од нас не се подготвени да се жртвуваат самата државност. Ова наблегува во уништување на самата државност на Македонија, бидејќи ако вие се обидете да го негирате македонскиот народ и све она што е поврзано со тоа, вие негирате всушност македонската држава. Суштината на македонската држава е македонскиот народ. Значи, затоа дај да видиме каква ќе биде понудата. Ја мислам дека секој од нас со задоволство ќе прифати некаков компромис каде што ние ги прифаќаме бугарите во уставот, но од друга страна ние добиваме некакви, да ги крстиме, гаранции за, не мора ни толку силен збор да се употреби, но некакви би рекол, некоја потврда за предвидливост на процесот. За дека не предвидливост на процесот, него станува не мешање, не вклучување на суштински национални прашања во преговори за ЕУ кои што немаат никаква поврзаност со тие национални прашања. Тоа е она што и треба на Македонија. Дали заклучок на самиот совет, значи највисокото тело на Европската унија, би бил доволна гаранција според вас? Заклучок? Друг документ, не знам каков би донел искрено не Советот на Европската Треба да видиме, затоа што ако и текно имаше една тотално необврзувачка резолуција која требаше да е прифатена од Европскиот парламент, предувавме во заден момент
беа повлечени македонски јазик, не На знам. Европскиот парламент на страна, Да, Европскиот совет е сепак тој кој што се. Европскиот, да, но сепак тоа покажува всушност колку е некој заинтересиран или не заинтересиран за Македонија, она што и се случува на Македонија, затоа што ако некој има повеќе отстапки од Македонија, со кое што покажува својата желба за членство во таа организација, јас не можам ниту приближно некоја друга земја да ја посачам за све она Македонија што беше принудена да го истрпи. Ние го почнавме нешто пат пред 25 години скоро за постојано да имаме некакви сопки. Дури кога Грција го трна ветото, Франција ни стави вето. Зошто Франција ни стави вето? Требало да се смени нешто. Па баш на Македонија, на државата која што само што го смени своето име. И после добивме бугарско вето. Многу луѓе кај нас се скептици дека Европската унија всушност сака да ја види Македонија во ЕУ. И затоа меѓу другото ни треба некаква потврда со која што ќе се покаже добра волја и од таа страна, бидејќи постојано се бара покажување добра волја од наша страна. За возврат немаме ништо. Сега премиерот Мицкоски на брифингот со новинарите рече дека по нова година очекува забрзување на диалогот со Софија со цел решавање на спорот. Дали е според вас тоа можно според изборите? Овдека ако додадам дека најави ангажман најмалку на една влијателна европска земја во процесот, кој би можел да се ангажира? Еднаш понудата од Виктор Орбан, од унгарскиот премиер, беше одбиена од Софија. Кој би можел да се ангажира? Секој кој што смета дека на вистина на Македонија е местото заедно со останатите држави на Европската унија и дека нема овој простор да остане така наречен Западен Балкан како некоја дупка околу која што нели како ќе бидеме вметнати како во некаков принуден затвор, особено нели со оние најави сега и за дополнителна проверка на граници така натаму. Значи, од една страна вие немате граници, од друга страна правите све да им отежните на тие луѓе во таа колонија така наречен Западен Балкан да им го отежните самото движење. Она што јас кога би бил јас оптимист, би бил оптимист доколку и САД реши да се вклучат како олеснувачи. Тогаш навистина би бил веќе оптимист, затоа што ако има од она минато искуство што го имаме со сите политички процеси на Балканов, па и во Европа, генерално, доколку САД се вклучат, тогаш има надеж дека наистина може да се заврши работата. Ако САД не се вклучени, тогаш вообичаено се компликуваат работи. Да, дека темата евроинтеграција, предходните најави, нели ќе имаат влијание на кампањата, па и на резултатот од локалните избори, ова се што се прави сега. Не, искрено не верувам. Не верувам, затоа што, видите, веќе ставот на јавноста е веќе јасен. Македонија сака да влезе во Европската унија, но Европската унија треба да покаже дека сака од нејзина страна ние да го започнеме и да го завршиме тој пат. За локалните избори мислам дека ќе бидат многу други теми позначени. Се разбира дека би било за поздравување доколку навистина после Нова година се заселат напорите со цел да се најде некакво решение. Заемно решение. Ја пак морам да повторам бидејќи за жал во изминатите 7 години од претходната власт ние не бевме научени на взаемни решенија, туку бевме научени на прифаќање само на одредени барања кои што доаѓа од сите страни. Еве за крај, ако може анализа или коментар на последната изјава на лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој повторно го поврза евроинтегративниот процес, кој што ако остане закочен, половина од македонските граѓани ќе се приклучат кон Албанија, половина кон Бугарија. Да, ова ми е повеќе дежаву на, не знам, 2003 година, 2, 2004. Мислам дека не е овој муаве за 2025 година, искрено. Ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител.